Не е воопшто лесно да се биде на власт. Покрај сите проекти на кои треба да се мисли, мора да се има одговор на сите прашања, па дури и на најтешките. Например, кои се и како се бираат вкупно 72 члена на одборите кои управуваат со средните училишта во град Скопје. Во оваа постапка не се бара не си вие, ова се лица на добар глас, кои што само иницијативно преку група советници се предложени за оваа работа. Да. Ви благодарам. Кој ги предложил? Може ли да знаеме? Група советници, да. А како ја избра групата советници да знаеме? Да, тоа се луѓе на добар глас од заедниците во градот Скопје кои што покажале иницијатива да работат. Тајни авторитети преполни со побуда да помогнат се веројатно само два од низото од брамбени механизми кои се користат за заштита на конкретни партиски решенија. Па ако на власта и оди тешко со оправдувањето на постапките, што да каже опозицијата? Тие, како повеќе, и да немаат некој избор. Кога се отворени просторите на СДСМ во Битола? Има реакции дека кога и да одат не се отворени? Па, не е точна таа констатација. Ако таа утврдена вистина е неточна, тогаш како да се оцени впечатокот што дури тие на кои едно време им биле драги, сега различно гледаат на начинот и на модалитетите според кои функционираат. Може би имаат и друг избор, ама тие веќе го имаат направено својот. Он сега вика, купил креветче, купил и душек, земал гардероба, не знаете дали е машко или женско, а црвени си ги купил. А не им е лесно ниту на левица. Тие со право се чувствуваат како црно јагне, отфрлени и непосакувани. Не дека се претргнаа да одат, ама никој никаде ниту ги вика, ниту ги игра. Ние, како советнички група, јас лично за мене ќе кажам. Покана имам добиено само за осветлување на елка. Ме разбирате? И тоа ми стаса на мејл. Може би па и пристапот им е проблематичен, но тие од власта се директни и отворени. Тие немаат предрасуди, не се оптоварени и имаат за цел да го прошират стадот. Изборот на зборови не е во тој контекст, но сосема одговара на поведението. Најпрвин колешка, многу жалам што еве 3 месеци сме заедно тука и не успеавме да се запознаеме, па не си ги мислите така, добро. И на крајот, нема потреба воопшто да се размислува, оти се знае кому му е најлесно. Што сега да критикувам негова? Јас ја кажувам она вистина што ја имам до сега. Јас немам обструкции и тогаш и сега. И претходната власт, и сегашната исто ми се фаќа на мене. И на вистина е така. Исто им се фаќа само на тие од знам. Опти до вчера беа во СДС, а уште се на власт.